Благодарам, заменик председателке. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувани македонска јавност, еве ја користам приликата на Комисијата за финансирање и буџет да продискутираме малку околу ребалансот на буџетот. И овој ребаланс на буџет е одраз на однесувањето на оваа влада, владеачка гарнитура кон државата во изминатиот период. Како претходните најавувани на голема врата буџети, така и овој буџет и ребаланс се одвива во собранието. Зошто го велам ова? Власта не размислува што ќе биде со државата за 5 до 10 години од сега. Водени од тесно партиските интереси, ја задолжуваат државата како да некој друг да треба да ги враќа овие кредити, а не ние, граѓаните на Република Македонија. Многу не мислат за животниот стандард и за тоа дека според Државниот завод за статистика над 500.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата и не ми е јасно дали размислуваат и што размислуваат кога по трет пат планираат да ја зголемат акцизата за гориво од плаштот на некоја еколошка такса и дека она што го разговараат прогресивното оданачување кое што прво го воведоа оваа влада во изминатиот период и министри од оваа влада, дека прогресивното оданачување ќе ги избрака најпродуктивните кадри во една држава и ред други решенија кои што се штетни и носат економски последици за државата. Меѓутоа, ајде да почнеме поред. Во 2020 година, кога се носеше буџетот за 2021 година, ви реков од оваа говорница дека најмалку 2 години ќе ни бидат потребни за да се вратиме на нивото пред кризата. Не убедувавте во спротивното, дека имате планови, имате решенија во моментите кога ги нудевме и економската и здравствената платформа како да се справиме со оваа криза. Тогаш велевте дека има решенија за се. За сега да слушаме како треба сите да бидеме посветени и да застанеме на една страна за борбата против ковид кризата и економската криза која што е надвисната на вратот на Република Македонија, и тоа е во ред. Меѓутоа, доколку послушавте некоја од мерките кои што ги предлагавме и доколку навистина резониравте по однос на економските политики и сето она што се случува. Зошто го велам ова? Затоа што немате ниту план и стратегија за поддршка и рестартирање на економијата, туку само реклами и финансиски заеми, а не грантови кои се од задолжување. Индустријските капацитети во Македонија не гледаат долгорочни решенија, туку адхок мерки кои што произлегуваат од барањата на одредени асоциации, комори, синдикати и слично, и луѓето научија и на тој начин и реагираат према вашите мерки. Не знам дали приметувате дека секогаш кога најавувате некој пакет од мерки, дека одредени структури од стопанството ви се јавуваат со протести, со пресови, затоа што биле изоставени, заборавени, не биле вметнати, не биле доволно средствата, не биле испланирани и потоа дополнително ги вметнувате. Тоа укажува дека се реагира, како да речам, импулсивно, затоа што нема размислување и нема капацитет за да се офатат сите оние мерки и оние структури, односно делови од стопанството кои што во моментот треба да бидат покриени. Јавниот долг е највисок во историјата. Никогаш не сме биле позадолжени, 7,1 милиарда евра е јавниот долг. Секој од нас, под предпоставка дека сме 2 милиони, а не сме 2 милиони, во Македонија во моментот должи по 3.500 евра. Вчера се родија 50 деца, а веќе тие 50 деца, согласно оваа бројка на задолжување и јавниот долг, должат 177.000 евра без камати. Но што се 3.500 евра за семејствата на членовите од свитата на власта? Од луѓето кои што добиваат тендери, од луѓето кои што го користат овој период и оваа состојба во државата за да прават пари. Ова не се мои зборови, ова се зборови на граѓаните кои што го гледаат, затоа што такви локални шерифи
и економски ваши промотори ги имате во секој град и во секоја посериозна фирма. Пред точно 4 години, кога СДСМ ја презема власта, јавниот долг изнесуваше 4,7 милиарди евра или беше 46%. 2,4 милиарди евра е новиот долг кој го направивте, или да поедноставам, годишно 600 милиони евра нов долг правите. Зборувате дека е криза, дека така мора да биде и треба да излеземе од оваа ситуација, треба да помогнеме на компаниите, треба да помогнеме на стопанството. И јас ќе речам, тоа можете да го направите и да скратите од комодитетот и наместо 63% јавниот долг ќе имавме јавен долг можеби и под 60%. Секоја година се пониски капиталните расходи. Секоја година зборувам за капиталните расходи. Како планирате во иднина да ги враќате долговите, стварно не ми е јасно, затоа што знаеме дека со капиталните инвестиции се размрдува економијата и тоа е еден начин да се врати економијата и да се враќаат одредени средства и ваквото неодговорно однесување ќе има трајни последици по сите. Капиталните инвестиции од секојаш ви се слаба страна, не знаете да градите, тоа и самите го знаете. Покрај тоа што помина многу време да ги отворите патиштата кои што ги оставивме скоро завршени, автопатот Охрид-Кичево кој што го почна ВМРО ДПМН, како што е тргнато ќе го заврши ВМРО ДПМН во наредниот период. Затоа што имав можност да гледам одредени изјави, па и самиот министер за транспорт и врски, кој што вели дека работат на патот активно, меѓутоа не јас. Луѓето кои што патуваат секојдневно, туристите, пола Скопје оди во Охрид за викенд, кажуваат дека таму ништо не се работи. Тоа е проблемот, затоа што тоа што вие го кажувате, мислите дека граѓаните го апсолвираат и така ви веруваат во целата работа. Ама фактичката состојба на терен е малку поразлична. И многу пати велам дека Заев е во право во некои работи, во една работа, не во некои работи, кога вика дека има во партијата, тоа беше исто така еден период кога сакавте да се исчистите од одредени наталожени проблеми по однос на корупција, криминал и неработење, кога вели дека има некои луѓе кои што не сакаат да работат, некои кои што не знаат, а некои кои што ниту сакаат да работат, ниту знаат како. Најголем дел, не за сите, честно исклучоци, се наоѓаат во оваа третата група. Ниту сакаат да работат, ниту знаат како. И тоа е патот по кој што се движи Социјалдемократскиот сојуз во овој период. Изгледа мнозинството се од овие последниве, како што реков, и дека со ребалансот на буџетот го зголемувате дефицитот на 750 милиони евра, а лани буџетската дупка беше некаде околу 800 милиони евра. Замислете толкави дефицити и тоа со зголемена акциза за 3,5 денари и најавените уште 4 денари средства кои што се слеваат во државната каса од парите на граѓаните. Ова е маестрално. Ке кажам збор 2 и за еколошката такса, тоа е кризниот данок кој што сака да го воведе владата. Добра е идејата, најдовте некоја зелена агенда врз основа на која што ќе се залепите и ќе воведувате еколошка такса. Но дали размислувате во каква состојба се наоѓаат граѓаните во момент на пандемија, во момент кога стопанството е на колена, во момент кога бизнис секторот бара начин како да дојдат до дополнителна работа за да обезбедат средства за да преживеат компаниите. Експертите, не Никола Мицевски, експертите велат. Спорно е тоа што владата избра токму оваа мерка, иако не е единствена, тоа е практично дел од повеќе предложени мерки во делот на механизми за имплементација на зелениот договор на Западен Балкан, меѓу кои што се користењето на природниот капитал, зеленото буџетирање, користење на пазарни инструменти на еколошка такса и други давачки и нови субвенции за управување со пазарите. Како земја кандидатка за членство во ЕУ на располагање ни се и европски пари, кои преку европските фондови можеме да ги искористиме за реализација на проекти кои би биле во линија на спроведување на зелената агенда. Процесот на реализација на зелената агенда е пат кон инвестиции според принципот загадувачот плаќа, ама очигледно вие сакате да ги вметнете сите граѓани како загадувачи
за да ја плаќаат оваа еколошка такса или кризен данок кој што го воведувате. Во ред е да плаќа загадувачот и големите компании. Меѓутоа не смеете да ударите само таму, па удри по народот, затоа цената на горивата ни е 14 и нешто денари зголемена од доаѓањето на СДСМ на власт. Стопанската комора на Северозападна Македонија за еколошката такса исто така ве нападна. Ако вие, како Министерство за финансии, како влада, како предводници на процесите во државата, не сакате да ги слушнете комерите, не сакате да ги слушнете стопанствениците, мислам дека сосема ви е сгрешена трасата по која што се движите, затоа што самите велат дека инстантното покачување на цените на нафтените производи нема сомнение дека е штетно за економијата. Дека ова може да повлече некои процеси на почнување на домино ефект за инфлација и зголемување на цените на сите производи во државата. Зголемување на цените е нормално да има кога ќе се зголеми за 4 денари цената на горивото, имајќи во предвид дека досега 14 денари ја имате зголемена истата. Бизнис секторот се води врз основа на реални показатели, бројки и математика. Кога 4 денари ќе му зголемите влезна цена на гориво, зголемува цена на транспорт, зголемува цена на производство и нормално е да има зголемување на цените во државата. Затоа се наоѓаме и во таква ситуација со цените на потрошувачката кошчичка во Република Македонија. Ке зборувам и за даноците. Да не заборавам дека, и како што спомнав, дека воведивте прогресивен данок од 18%, за да остане само неколку месеци. Тогаш зборував дека го воведувате на еден месец пред донесувањето на буџетот за, не се сеќавам, 2018 или 2019 година беше. Такви мерки во економијата не се видени во светот. Да се мени целата фискална и економска политика за само еден месец во ситуација кога сериозни бизнисмени со сериозни средства планираат прогресивен рамен данок, вие да воведувате прогресивен данок, знаете што направивте и каков потрес беше тоа за економијата. Ме убедуваше министерката Ангеловска во тој период дека тоа нема да се почувствува, дека има анализи. Анализите не ги видовме ниту ние, ниту експертите, ниту медиумите. За само после помалку од една година, истиот тој прогресивен данок да го замрзнете за 2023 година, ама 2023 година е година која што бргу ќе ни дојде, како што се движат процесите, и тој повторно ќе мора да биде ставен назад. Затоа, во меѓувреме, имаме пандемија, криза на стопанството и сега се наоѓате во ситуација која треба да почнувате да разговарате за тој прогресивен данок, а од друга страна стопанството е на колена, и да си ги признаете грешките кои што Нина Ангеловска, каква што беше, затоа и толку траеше, не убедуваше дека нема да има никаков потрес во економијата и дека нема тоа да се осети кај приватните стопанственици. Ке ги спомнам и странските директни инвестиции за кои што уживате да кажувате, посебно директорот во технолошко-развојните индустријски зони или за странски инвестиции како беше, гледам дека ужива да ги кажува тие бројките и како циклично се менат работите. Јас сум малку подолго време во собрание и ги следам работите од почетокот. На почетокот кога се отвараат тие зони, кога зборувавме за тие зони дека ќе вбризгаат пари во економијата во Македонија и ќе се зголеми производството, како и ќе се покачи цената на работната рака во моментот која што имавме тогаш во компаниите, затоа што стопанството беше на тоа ниво, беше домашно производство, немаше надворешен увозно ориентирани фирми кои што ќе понудат нови технологии, ќе понудат нови работни места и поплатени места. Тогаш не убедувавте дека предизборно отвараме технолошко-развојни индустријски зони, уште ги памтам како вчера да беа зборовите кога се отвараше зоната во Штип, дека ова е зелена
пољана која со празна ливада и зелена пољана дека се отвара предизборно за потребите на некои локални или не знам парламентарни избори во Штип. И сега после да речеме 10 годишен период од отварањето инфраструктурното уредување на компаниите, ќе опоставам прашањето. Ако тогаш не обвинуваа дека ги отвараме предизборно, знаете ли што ќе беше со државата ако после 10 години се уште ги немавме отворено, дел разговарано, дел планирано да дојдат сериозни фирми и вие продолживте од таму кај што ние застанавте. Немаше шанси да буџет над 4 милиарди евра, како што се наоѓаме сега и разговараме за буџети на 4 милиарди евра, да размислуваме дека може државата да има толков буџет. Дополнително, еве сега кога го спомнав буџетот, од оваа иста говорница, претходни пратеници ваши, вика, скока, кажува како од 3,5 милиарди евра буџет пола се краде и ништо не се гради во меѓувреме. А во меѓувреме изградени автопати. Па и тоа ваше Скопје 2014 ќе го спомнам, фамозно Скопје 2014 година, не, ваше по напади, не по тоа, инаку наше. И секоја спомнувате врбите, не знам, жални врби. Но зашто не спомнете во која зграда се наоѓа Министерството за финансии? Зашто не спомнете во која зграда се наоѓа Министерството за надворешни работи? Зашто не спомнете кај се наоѓаат најголем дел од институциите во државата? Дека има пропусти, има. Ама дека најголем дел од проектите изградени се сместени државни, дека таму веќе не се плаќаат наемнини како што плаќавме поратно на приватни лица, на приватни компании за да сместиме државна институции. Па луѓе, држава правиме. Ако државните институции ни се подкирија, што е знакот и сигналот кој што го праќаме за нашава држава? Што е знакот и сигналот? Кога сме кај странските директни инвестиции, пред некој ден излезе вест дека Бугарија е во преговори со 602 странски компании и тоа само во последните 6 недели. Преку бројки можеме да видиме како стои односот во соседните држави. За 2020 година имавме 274 милиони евра. Црна Гора има 529 милиони евра. Албанија 1,1 милиарди евра. Хрватска 1,3 милиарди евра. Србија 3,44 милиарди евра. Двојно помалку сме од Црна Гора, 4 пати помалку од Албанија, 5 пати помалку од Хрватска и 13 пати од Србија. На Србија која што ние и бевме рол модел, која што учеше економија по однос на странските директни инвестиции и по она што значи привлекување на странски компании. Рол модел. 13 пати подобри од нас. Сериозни компании во време на криза, во време на пандемија, влегоа таму, место да инвестираат во нашата држава. Ова сигурно ќе влијае и со инфлација, затоа воведувањето на еколошка такса сметаме дека не е приоритет и дека дополнително и размислувањето на влезот при производството на тие странски државни инвестиции, странски директни инвестиции ќе предизвика размислување за нивниот влез и работа во државата. Ова се бројки, бројките не лажат и треба сериозно да размислиме околу овие теми. Еве, ќе спомнам и некои локални теми поврзани со буџетот и големите фалби на Министерство за финансии, па ако сакате и владата. Штип е град на текстилна индустрија и затоа би сакал да ги споделам следниве податоци и наоди со вас. Сдруженијето за истражување и анализи вели дека текстилната индустрија е гранка која што секогаш ни носеше поголем извоз од увоз. Но минатата година не било таква. Во текот на 2020 година увозот бил поголем од извозот за дури 958 милиони денари или 15,6 милиони евра. И сега се кажуваме штипскиот Манчестер, текстилната индустрија е носечка гранка, а од друга страна бројкиве покажуваат друго. Бројкиве со невработениве, бројкиве со проблемите и штрајковите кои што ги имаме
секој ден од страна на вработените во таа текстилна индустрија. Па дури ако сакате и од стопанствениците кои што приоѓаат и замислено прашуваат што ќе прават за наредната сезона, затоа што обезбедиле дел оние поснаодливите работа за периодов, за зимската сезона, меѓутоа, доколку сега не обезбедат работа за следната сезона, проблемот е малку поголем и проблемот е цикличен. Тоа представува проблем на локално ниво во нашиот град. Сдруженијето во рамките на проектот Одговор на социоекономските ефекти од COVID-19 заедно со Гласен Текстилес и со подршка на Фондот за отворено општество Македонија, намерно ги цитирам, Фондот за отворено општество Македонија, за да не мислите дека анализава е правена некаде локално или штабски во ВМРО ДПМН, дека е сериозен фонд и сериозни здруженија имаат работено на нив, анализираше повеќе аспекти во однос на текстилната индустрија. Сега што вели анализата во одредени делови? Анализата на мерките од државната помош покажува дека нема ниту една конкретна мерка за оваа индустрија, која е меѓу оние кои што бележат најголеми загуби, дека многу голем дел од парите за субвенции на плати одат токму во овој сектор. Значи ние парите ги даваме, а конкретни мерки со одржливи мерки немаме. Зошто го спомнувам ова? Ова го спомнувам затоа што можеби се сеќавате, можеби не, затоа што така со леснотија ги отфрлате сите предлози на ВМРО ДПМН, кога предложивме да маските кои што ги набавуваме од секаде на почетокот беа со огромни цени, обезбедиме репропроматеријал и тие компании, и тие приватни компании, да речем и стопанственици, еве ќе одземам Штип, можеби малку повише и локал патриотски настапувам, ама се однесува и за сите текстилни компании, да им обезбедиме репроматеријал и да шијат маски за граѓаните, затоа што знаете дека проблем беше маска да се најде на почеток. Дека проблем беше цената на тие маски. Се сеќавате какви беа цените на маските на N95 на почетокот на кризата, дека беа по 250-500 денари од маска. Тоа можевме да го обезбедиме. Ќе обезбедевме и работа, а ќе имаше и одржливост на целата работа. Вака даваме одредени средства, кои што гледаме дека преку УЈП не завршуваат секогаш во рацете на вработените, а парите од државата излегува. Тие пари ги враќаме сите ние, а ефектот не е постигнат. Само третиот пакет, 14% од парите за субвенции во текстилниот сектор се слеани во текстилната индустрија. Во однос на поддршката на општините каде што има текстилни фабрики како што е Штип, од 10 општини мерки имало само во 2 општини, што представува проблем и недоволна анализа по однос на тоа што требало да се направи. И тоа мерките се во однос на ослободување за фирмарината, а во една од тие две имало и обезбедени средства за дезинфекција на работните простории. Обезбедивме средства за дезинфекција на работните простории, а не забранивме масовен транспорт, превоз во автобуси по 50 до 70 вработени во време на ковид, кога најголем дел, знаат колегите пратеници од Штип, кога најголем дел од луѓето вработени во конфекциите ја пренесоа заразата, ја прележаа, а некои за жал и не успеа да го направат тоа. Правевме и анализа на пазарот на труд. Откривме дека платите во текстилната индустрија драстично се зголемува, но и дека невработеноста ненормално се зголемува. Дури за 128% е зголемена невработеноста во текстилните индустрии во текот на минатата година. Оние што се со пониско платени работници во текстилната индустрија ја губат својата работа и тоа на крајот од денот доведува до зголемување на платите во текстилната индустрија. Еден од заклучоците на ова истражување е и тоа дека проблемите во текстилната индустрија постоеле и пред кризата, што е точно, но со пандемијата станале понагласени, а едно од поголемите проблеми за пренагласеноста е недобро креирањето на мерките, кои што нема одржливост во целата работа. И сега би сакал да прашам колегите пратеници од власта, почитуваниот заменик министер, бидејќи сте тука да го браните ребалансот на буџетот, имам одредени нејасноти и дилеми кои што ми идат од одредени ставки од него. Зашто ќе се потрошат 685 милиони денари во програмата за зелен развој? Затоа што бројките ги гледаме
И дајте да видиме, предвидувате, може би колегите пратеници од власта, од мнозинството, ќе имаат некоја идеја која е добра да се финансира од овој фонд. Кога сме кај фондов за зелен развој, на почетокот рековте дека ќе тежи 27 милиони евра, а сега гледаме дека во него има само 11 милиони евра. За мерките со справување со COVID-19 предвидувате 16,5 милиарди денари, наспроти првично предвидените 5,1 милиарда денари. И која е намената на овие средства? Ќе има ли нови пакети? Кој и со кој офат ќе бидат истите, или средствата ги алоцирате да стојат, а мерките ќе ги предвидувате кога ќе ни се случи следниот напад од овој делта сој кој што сите држави веќе го имаат кај нив и се затвараат, а ние сме толку либерални и ги отвараме мерките што дозволуваме и во затворени простории да се прават забави, да не зборам за затварање на границите или редовна контрола и тестирање да не ни влезе овој сој. Како што сме либерални, како што сме отворени, како што гледаме што се случува во соседството, дека само вчера во Грција на една забава 100 луѓе се заболеле од овој делта сој, бидете убедени дека тој ни е пред вратите, ако не ни е веќе во државата, и дека назад се проблемите кои ще ги имаме. Во Министерството за политички систем се предвидени 6,6 милиони денари за надоместоци на вработените. Сега јас сакам да поставам едно прашање, нели успешно беа префрлени сите вработени во другите институции и дека единствен проблем беше Стојко Пауновски, па затоа мораше човекот да биде различен од функцијата директор, затоа што ја штитеше институцијата, затоа што другите сите прифатиле, луѓево се прераспределени, ама проблемот беше само таму. А сега гледаме дека скоро 7 милиони денари имаме дополнително за предвидени за вработените во тоа министерство. Во Министерството за финансии има две ставки од по 50 милиони евра, едната во функција на државата, друга за мерки за справување со COVID-19 кризата. Дали ќе им давате пари на загубарите од елем од овие ставки и која е намената на овие 100 милиони евра? Во управата за јавни приходи се зголемуваат разни трансфери за 80%. Не знаеме, веројатно тоа е за мој ДДВ, каде што за 2 години сте исплатиле 36 милиони евра, ама сега за една година барате 32,5 милиони евра. Дали ова го планирате предизборно да биде секој викенд без ДДВ или некој сличен вака предизборен маркетиншки трик кој што планирате да им го направите на граѓаните, а кој што секако ќе оплатат тие. Дали ќе окрстите еколошка зелена такса или нешто слично, на крајот завршува кај граѓаните. По вакви прашања и по вакво разгледување на самиот буџет, очекувам дека ќе добијам одредени одговори. Нема време да ги спомнам дел од амандманите кои што ги предлагам, не се нови амандмани, ќе ги предложам старите амандмани кои што се однесуваат за стари ветувања на Социјалдемократскиот сојуз во Штип, како што се спортски објекти, под основа спортски објекти, тоа е салата во Три чешми, каде што знаете да одите и да се сликате и да ветувате, ама спортската сала која што беше планирана од страна на ВМРО ДПМН, која што рековте дека ќе изградите, не е обезбедена, мислам дека беше некаде околу 23 милиони денари, дополнително трибини за сите, монтажни трибини зборувам, не за сериозна градба, на спортските игралишта во Чардаклија, Балканска, Железничка, Три чешми, Населба Баби, исто така огромно ветување на СДСМ, за жал и од тоа не е остварено, катни гаражи 2 во Штип за да се реши тој хаосот кој што го имаме во централното градско подрачје во Населба Сењак. Нема да ја спомнам гасификацијата која што Штип ја почна, за која што не убедувавте на претходни локални избори, парламентарни избори дека ќе ја завршите, инаку да ваша информација од 2010 има фирма за не ме држите за името на фирмата, меѓутоа првичните податоци ги имаме собрано уште 2010 година, специјално јавно предпријатие формирано за гасификација, кое што работеше само на прибирање на основните податоци, колку се домакинства, колку приклучоци и
Слично, заштитна ограда на река Отиња од левата страна низводно. Ова ветување, вие заменик министер ми го дадовте, намерно го спомнувам, се работи за ситни 7 милиони денари, затоа што едната страна од река Отиња во централното градско подрачје успеавме да ја заградиме, граѓаните се задоволни. На буџетот на кога зборувавме, истиот амандман го поднесов, ми рековте тоа е веќе проект изготвен кој што ќе се реализира за неколку месеци. Зборувавме во декември, сега сме јули, 7 милиони денари, дајте да ја завршиме. Ако чекаме локалната самоуправа, гледам ниту имаат желба, ниту сакаат да ја завршат, затоа дајте јас и вие да ја завршиме, барем да направиме едно добро и да го заокружиме тој проект. Имам и многу други прашања, меѓутоа времето е толку, ви благодарам на вниманието. Благодарам. Ви благодарам јас на вас. Пријавен за реплика е пратеникот Панчо